Добар ден и добро дојдовте на втората редовна пресконференција на кошаркарскиот клуб Куманово во преслед на вториот надпревар повторно на домашен терен во рамките на Балканската Бибел лига. Нашиот тим ќе игра во второто коло против екипата на Крајова. Околу играчкиот дел, здравствениот билтен за противникот, денеска ќе зборува шефот на стручниот штаб, тренерот Горан Димитриевич, капитенот на екипата Даре Станимировиќ и околу техничкиот дел, спортскиот директор на клубот Младен Давидовиќ. Пресконференцијата ќе отвориме најпрво со тренерот Горан Димитриевич. Па, видите, во пресед на утрешниот надпревар можам да кажам дека ќе дадеме се од себе да успееме да ја извојуваме првата победа. Играме со квалитетна екипа од Романија, Крајова, која во својот ростер има 8 засилувања. Тоа се 4 засилувања од Србија, 2 репрезентативци на Естонија и 2 играчи од Соединетите Американски држави. Жал ми е што во првиот надпревар не успеавме да забележиме победа. Одигравме добро во 3/4, сепак на крај одлучи, можам слободно да кажам, и подобриот ростер на екипата од Приштина успеа да го држат темпото во текот на целиот надпревар и без оглед на тоа што водевме и со 10 поени разлика пред крај на трета четвртина успеа да се доближат и да извојуваат можеби нереално и убедлива победа. Што се однесува до нашата екипа, здравствениот билтен се подобрува. Шалија е за нијанса подобар од минатиот надпревар. Ивица Димчевски кој играше на минатиот надпревар, мислам дека не ја обнови повредата, сепак незгодно доскокна, има некои болки во коленото и нема да биде во составот за утрешниот надпревар. Останатите играчи се спремни, значи војниот момент во екипата е присутен, успеавме завчера да ја оствариме втората победа во домашното првенство. Моралот не е паднат, а ние знаеме дека ова е квалитетна Бибел лига и се надам дека доколку успееме утре да ја повториме играта од минатиот надпревар и мислам доколку успееме да направиме една солидна предност како во минатиот надпревар, дека овој пат нема да се повтори она игра и оние исти грешки кои доведоа до пад на играта и со самото тоа и падот на резултатот. Драги колеги, дали имате прашање за тренерот? Доколку немате, ќе го чуеме и мислењето на капитенот Даре Станимировиќ. Даре, повеќе. Добро, сите, значи, да би се навекал на претходниот надпревар, веќе тоа е завршен и што и да се каже веќе е касно и е непотребно, значи треба да гледаме само напред. Нов надпревар, нов ден, никој не очекуваше дека ќе биде лесно. Бибел лигата е поквалитетна од ланската година, романското првенство можам слободно да кажеме поквалитетно и од нашето, така да се среќаваме со квалитетен противник, ќе решаваат нијанси, ние сме спремни, ќе видиме. Се иде според плана за сега, иако се уште не дошле оние вистински противници кои треба да го проверат реално нашиот квалитет. Веќе во наредното коло имаме такво гостување во Работнички. Сметам дека сме доволно квалитетни. Сепак, значи ова е, можам слободно да кажем, нова екипа во оглед на таа што беше од ланската година, има многу нови играчи, се уште имаме простор за воигрување, се уште не се познаваме доволно меѓу себе, месец дена за тие што да разбирате релативно краток период за да можеме да се играме на начинот на кој нашиот тренер сака и ние, на начинот на кој сакаме тоа да изгледа и секако публиката. Ветувам дека со работа во престојниот период ќе ги оправдаме очекувањата на сите. Прашање за капитенот? Доколку немате, околу техничките детали и во врска со противникот кој што мислам дека веќе дојде во Куманово и е проговори спортскиот директор Младен Давидовиќ. Добро. Значи противникот
од Романија Крајова се пристигнати во градот во утрешните часови. Тие вечерва ќе го направите првиот тренинг, каде што ако сакате можете да дојдете јако од затворени пред тренингот. Ова тренинг од 18 часот можете да си земете изјави. Надпреварот утре од 17:30 часот. Смятам дека треба да дадам едно објаснување, бидејќи имаме забелешки од граѓаните зошто терминот е во 17:30, значи делегирањето на времето на надпреварот во Бибол лигата го прави Бибол лигата само со јавниот сервис Македонска телевизија, бидејќи иде директно. Има направено договор, доколку иде директен пренос, надпреварите ќе се играат од 17:30. Исто тоа важи за првенствен надпревар, значи кога ќе сме на ТВ пренос, надпреварот ќе се одигрува во петок, во терминот каде што е претходно договорен, затоа ќе бидете информирани. Мислам дека нема што повеќе да се каже во тој дел. Кога е во прашање карти, тоест билети, ние продолжуваме со проектот Помогни на својот клуб, значи влезниците се пуштени во предпродажба во кафе Браво, што е во склоп на спортската сала и во трафиката Карши гимназија. Сите добронамерни љубители на кошарката може таму да си земат билети. Тоа е една символична цена од 50 денари и така ќе му помогнат на клубот каде што е во тешка финансиска состојба. Кога во прашање обезбедувањето и на самата надпревар, клубот ги зема сите мерки, ќе се пуштат сите влезови во употреба. Нормално службениот влез ќе важи само за службени представници и акредитирани новинари кои треба да влезат на надпреварот, инаку за другите луѓе ќе биде затворен, така да, еве, ова прилика ја користам да дадам еден апел да не се ствара гужва пред прати, да одат на влезовите каде што се дозволени за публика. Се надевам дека ќе имаме успешен надпревар и дека утре ќе оствариме првата победа. Дали имате прашање за Младен? Не. Дали сте во контакт со навивачката група Кумани и дали знаете дали ќе навиват организација? Да ви кажам право, денеска ќе имаме некој состанок. На последниот надпревар се деси некоја немила сцена, што навистина тие не се од многу голема помош, е прилика да ги поздравам. Нивната енергија навистина е еден стимул за нашите играчи кои и сега ќе видиме што како е направено. Мислам дека има неколку приведени околу таа работа, ќе треба да се повеќе да се занимаваме, бидејќи сепак ова е спортски надпревар каде што сите треба да допринесеме да се одигра во еден спортски дух. За утре дали ќе навиват, немам информација сега, може после да се видиме со навивачите, треба да се видиме, така да многу зависи од нив, заедно координација со клубот, полиција, да направиме еден амбиент како што да ви на нашиот град. Добро, друга? Ништо друго не ви преостанува? Би сакал да поведеш едно. Значи да не ја заборавиме публиката, би сакал да се заблагодарам на публиката што доаѓа во голем број на нашите надпревари и ни дава силна поддршка и користам прилика да пратам еден апел да продолжат да доаѓаат, да имаат верба во овие момци кои се моментално во екипата, бидејќи мислам дека го ставаат срцето на теренот и овие момци заслужуваат таква поддршка и едно мало трпение. Знаеме како поминаме во припремниот период, ветувам дека оваа екипа ќе игра уште подобро и дека ќе носи многу радости на овој наш град. Благодарам. Благодарам тебе, ви благодарам и на вас на присуството и се